Турската текстилна фабрика Јагје Мезлер. 200 работници денеска не седнаа на машините. Револтирани се затоа што газдата им ги скратил платите за цели 30%. Раководството одлуката ја правдало со лоша реализација и лошата економска состојба. На работниците не им е јасно како тоа пари за плати нема, а има за подновување на возни парк. Еден месец купи 2 камиона, 2 автобус закупи, а вика дека нема пари. Плата ни дадеа по 8.000 дарки, најниската плата, а работиме. Тоа е срамота. Срамота, фриждерите ни се више празни на сите и немаме. И секој месец ни крате и вика пари немало. Сите работиме, а пари немаме. За 2 години дали сме земале по 1200 евра пари. То ти е по 100 евра плата месечно. Ние сме дојделе сите тука за работа. Дојделе сме и за плата. Со 8.000 денара стварно не можеме да обстанеме ни еден тука. Освен на платите, работниците се жалат и на условите за работа. И ни услови имаме за работа, немаме ништо. Немаме ни клима, немаме ни ништо. Да влезете во вецињата да видите какви се. Нема ни хигиена, нема ни сапуни, нема ништо. Договорот ми пишува 40 работни часа, ние најмалку 50 имаме во неделата. Правите начин секој месец кои химикали. Кажеме обата да интервенира со купецот тука, дали е оборот. Управителот на турската компанија не сакаше да коментира пред камера. Тој ги отфрла обвинувањата на работниците и тврди, работниците го добиле она што го заработиле. Турската компанија Јагје Мезлер во 2006-та на тендер ги купи последните и недобрите друштва на поранешна македонка, Джинс и Деним. Според условите на тендерот, требаше да вложи 13,5 милиони долари и да вработи 160 луѓе. Договорот никогаш не го реализира во целост, а ова не е прв прекин на работата во оваа турска компанија.